Предлог буџетот за 2026 година во завршна фаза. Дополнетиот документ со 6 прифатени амандмани се најде на пленарна седница пред пратениците. Во експозето на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска таа вели дека тоа е економска порака, дека до година не очекува стабилност и развој. Во 2026-та ќе се штеди, ќе се троши на клучни капитални проекти во висина од 660 милиони евра, ќе следи намалување на сивата економија и зголемување на приходите од даноци и придонеси. Министерката вели дека економијата ќе продолжи да расте со стапка од 3,8%. Охрабрувачки биле резултатите за кумулативниот економски раст од 3,4% во првите 9 месеци од годинава. Важно е дека растот во првите 3 квартали од 2025 година е 3,4%, е на широка основа и е регистриран во сите сектори. Услужниот сектор со раст од 2,8%, градежната активност со силен раст од 21% во третиот квартал, особено изразен кај нискоградбата со 58,5%. Индустријскиот сектор регистрираше раст од 2,5% при солиден раст на преработувачката индустрија од 3,6%. Од опозицијата критики, според нив не само што биле скратени капиталните инвестиции, туку имало помалку пари и за разни социјални категории. Приходите на граѓаните, односно платите и пензиите, не ја следат стапката на раст на трошоците, односно инфлацијата која надминува 4%. Минималната плата остана закотвена на 24.400 денари отприлика. А за една потрошувачка кошница потребни се 2,67 минимални плати. Дури и двајца да работат за минималец, пак недостасува 1/3 плата. Пратениците од власта велат дека во 2026-та земјава ја очекува силен инвестициски циклус. Ке се градат автопати и железница по коридорите 8 и 10Д, општините ќе реализираат инфраструктурни проекти, но и компаниите ќе вложуваат во производство преку ефтините пари од унгарскиот заем. Имаме буџет и имаме средства кои што се транспарентни, особено оние кои што ги потенциравте со унгарскиот кредит. Отворете си на projekti.gov.mk, многу брзо ќе можете да ја следите имплементацијата на овие проекти кои што ќе ја градат Македонија. Владата со овој буџет се обврзува на фискална консолидација. Буџетскиот дефицит треба да се сведе на прифатливи рамки од 3,5%, а инфлацијата да се намали до нивото од 2,5%. Вкупните расходи ќе изнесуваат 6,73 милијарди евра, а во државната каса ќе се соберат 6,1 милијарда евра. За 10% ќе има повеќе пари за пензии, за 7% повеќе за плати и за 6,7% за социјална заштита. Државата планира да издаде евроврзница од 950 милиони евра и да се задолжи на домашниот пазар со 570 милиони евра. И покрај тоа што до година треба да се врати евроврзницата од 2020-та во висина од 700 милиони евра, јавниот долг треба да изнесува околу 60% од БДП. На крајот на септември јавниот долг бил 57,6% од БДП. Расправата во собранието може да трае најмногу 5 дена.